Љубовта кон Артан Груби изгледа скапо ќе го чини Али Ахмети, Изет Меджити, Муса Џафери и другите фракционери од ДУИ. По бајрамските празници ќе формираат нова партија Дознава Алфа од високи извори кај фракцијата на интегративците. Според нашите информации, веќе се избрани раководните лица во новата партија, председател и подпредседател. Овој нов момент во вечната владеачка партија кај албанците доаѓа само неколку дена, откако дел од подмладокот на ДУИ најавија дека ќе делуваат заедно со фракционерите, незадоволни од политиката на власта и иселувањето на младите кои не гледале просперитет и иднина во државава. Ја повикуваме владата на игрите на среќа да стави прст на глава, дека ако под 10.000 млади луѓе годишно ја напуштиле државата за странство, ова бројка ќе биде многу поголема благодарение на вашите политики кои немаат ништо за младите. Ама имате политики како да основавате повеќе компании за игри на среќа и тие да се диригираат од ваши блиски луѓе, од кои 3 члена на новата видеолотарија се токму роднини на министрите од ДУИ. Голем проблем за Ахмети може да биде што дел од фракцијата на ДУИ се најголем број од градоначалниците на оваа партија, а меѓу нив и оние во едни од најголемите општини Чаир и Сарај, Висар Ганију и Блерин Беџети. Фракцијата и предходно обвинуваше дека она што го прават најблиските соработници на Ахмети, Артан Груби и Бујар Османи е контра се за што се залагала оваа партија. Органите на Демократската унија за интеграција не функционираат според статутот. Партиските избори кои се организира пред една година во повеќето ограноци на ДУИ, заедно со назначените координатори, се нелегитимни и нестатутарни. Креирањето политички и политичките одлуки се прават исклучиво од страна на министрите на ДУИ. Тензиите во ДУИ започнаа во септември минатата година кога фракционерите преку отворено писмо побараа од Али Ахмети реструктурирање на партијата, бидејќи ексклузивното право на одлучување за важни чекори го имале само вице-премиерот Артан Груби и првиот дипломат Бујар Османи. По неколку одржани претседателства и оптимистички најави на лидерот на ДУИ дека проблемите во партијата ќе бидат надминати на најдемократски начин, незадоволните сепак решија да делуваат како фракција.